Климатски промени во Македонија. Што е ова? Пак едукативна тема? Мислам дека повеќето во државава не се заинтересирани доволно за вакви ствари, па тука сум јас колку можам повеќе да замарам за вакви теми. И можда ќе влезе нешто у глава. Да се надеваме. Климатски промени. Не такви. Ако ова лето би беше жешко, до 2025 година средната годишна температура ќе се зголеми за 1,0 степени Целзиусови и за 1,9 степени до 2050 година. Тоа е премногу пеколно време за на лето, жими све. Најлошо кај ова е што врнежите ќе се намалат за 5% до 2025 година, за 12% до 2050, за 18% до 2075 и за дури 23% до 2100 година. Може да сега викаш дека нема бидеме живи од тогаш, што најверојатно е вистина. Замисли дете 100 години од сега не знае што е дожд. Еј, тато, што е тоа дожд? Знае дека ќе дојде и ова. Седни. Ова ќе е едината луѓе, исто така места како Маврово и Крушево се повеќе и повеќе имаат стопен снег. И после зашто си иделе од државава? Од се ова најмногу што ме стави во мисла не е дека ќе нема дожд, дека животните ќе бидат тажни или сонцето ќе пржи 2 пати поише, туку е тоа дека штета од ова имаат и археолошки наоѓалишта како на пример Стоби. Ајде да ги исчезнеш пола од Марвел, али да исчезнеш историја? Deep, man, deep. Да не зборите дека јадам еве начини за спас од ова. Користење на лед светла, зашто? Пошто се боле. Реновирање на згради, биогорива за транспорт, повеќе возење на точаци и користење на јавен превоз. И целава листа продолжува и продолжува. Епа, другари, вајде научите нешто од ова, а ако не научите ништо, епа, too late.